Пристојноста е основа на секоја нормална полемика, дури онаму каде таа поради истоветноста на ставовите ни може да се третира како форма на дебата. Таа е практично невозможно оти наместо какви било аргументи само поради непомирливоста со политичката хаварија на партијата на која во голема мера и кумуваат токму незините клиенти и апологети, злоупотребувајќи ја сензитивноста на јавноста, за демек попластично да се објасни, се продуцира речник кој е далеку и од елементарното ниво на кое што тој треба да доликува. Ако некој се дрзнал да шета по комши со спуштени гаки, јас ни по дома не шетам со спуштени гаки, затоа што ми е ладно прво. А башка има и други неуспојави. Значи, јас разбирам, имам малку една вулгарна грзот под кирија. Ова не е ни грзот под кирија, ова е грзот за џабе да си го дадеш. Ова е, значи, немаме ни фала. Би се согласил со овие поговорките што ги рековте. Јас би додал стапот до Балчак да ми просат гледачите ни го начукаа, а ние нити куборот. Чуму страф и недоверба во себе во мигови кога пред светот, иако за жал инкогнито, се обелоденува една неверојатна историска секвенца која може да предизвика радикален пресврт и да придонесе за конечен национален спас. Неочекувано, но на повидок е излезно решение со несебична помош од кралството на браќата Хунзи, кои ни ја пренесоа круната. Републиката како политичка творевинка може, ама монархија со традиција, тоа никогаш и никој не може да ја преименува. Марина Дојчиновска е официјално и во британската круна и во сите кралски фамилии ти имаш сина крв сега. Припадник си, како благородник си признаена. Сепак ова почесна титула и сепак овде вели почесна македонска принцеза. Што е за мене најголема почест. Замислете, почесна македонска принцеза мене значиле овие луѓе кои што себе си се сметаат за автентични представници на македонскиот род. Во такви околности, веројатно ќе се земе предвид и искуството на родоначалникот на идеологијата на антиквизацијата. Тој не е принц, но со своите зачестени настапи очигледно ги здобива симпатиите на се поголем број граѓани, вклучувајќи ги и новинарите. Оние кои најчесто се бунтували се подсмевале на неговата лоша комуникативност и слаба елоквентност. Сега се вчудоневидуваат од таа отвореност и слобода на која лично сведочат. Председател ќе даде председател озбилно? Муслиман слава мора. Но сепак, не смее да се дозволи оваа сериозна подршка од сите страни да биде прокоцкана, особено ако ваквата состојба кон странство ја рефлектираат оние што само локално се трудат да бидат допадливи, а глобално би изгледале прилично непросветено. Бидејќи голем притисок и од меѓународната, еве се потрудив тоа да биде и на англиски јазик. Тоа што надвор никој нема да не свати, можеби не е толку голем проблем ако прво по дома не почнеме нормално да се разбираме. Најпрво и најважно од се е секој од нас да се соочи со сметката. Оти ако таа не е расчистена, тешко е дека некогаш ќе се најде заеднички јазик меѓу оние што секогаш ги плаќаат и оние што вешто избегнуваат да ги положат. Со оглед на тоа што во овој медиум беше изречено дека јавното комунално предпријатие ќе ги исклучува граѓаните кои што не платиле на време сметки, еве вас да ве прашам, еве вас лично да ве прашам, Каролина, дали вас ви имаме исклучено од водоводната мрежа? Јас мислам дека... Еве вие немате 11 години платено за вода. Да. И на крајот, тоа се грешките поради кој некој друг не ја наплаќа сметката. Точно, тоа беше и последниот пат најголемата грешка можда е наша на компанијата, ја не знае, го исклучи кога он постана и директор на ДБК. Че сте го исклучиле шефот на ДБК? Да. Од Каволска. Тоа беше големиот притисок. Можда е смешно, но тоа е вистината и е можда и жално повеќе. Конечно е откриен виновникот за прислушувањето. Кога на директор на УБК ќе му исклучиш кабловската, тој нема друго освен да се информира од прва рака, од изворот. Затоа и сметката што ја плаќа Македонија е повисока.